Ова се вестите на Канал 8. Викендот се чистеше и се зајакнуваше одводниот канал во близина на селото Бања. Неговото преполнување и попуштање минатата недела беше причина за поплавување на големи површини под Орис на територијата на општина Чешиново Облешево. Санирани се оштетувањата на земјениот одводен канал меѓу селата Бања и Спанчево. Во текот на изминатите 2 дена од викендот, градежна механизација го исчисти дното на така наречениот бугарски канал и ги зајакна неговите ѕидови. При тоа насипан е дебел слој земја, со што се спречува во иднина да дојде до евентуално ново попуштање. Обврските што ги презеде водостопанство Брегалница се исполнети според договорот што беше постигнат во Облешево на последната средба со представници од Министерството за земјоделство и за транспорт и врски. И водостопанство Брегалница, излезе на лице место на терен и ја санираше штетата, како што гледам веќе за 2 дена, каналот е саниран и за да може да се овозможи проток на сите води што доаѓаат од стивното подрачје на Суговијата да се дислоцираат, односно да не го поплуват полето, да бидат транспортирани, водите да бидат транспортирани до река Злетовска. Во меѓувреме дел од површините под Орис што се најдоа под вода се делумно исцедени и земјоделската механизација ја продолжи жетвата. Според Беличев, освен изливањето на водата од каналот, причина за поплавувањето на нивите биле и обилните врнежи од дожд. Нема никакви последици од поплавите. Комбањите се излезени и жнеат, таа количина на вода што беше излејана од каналот, исто така и како што знаеме дека беа и огромни врнежите за тие 48 часа што падна некаде околу 100 литри на метар квадратен, беа огромни врнежи и со каналската мрежа што имаме во нашиот систем, водата беше дислоцирана и пуштена во реципиентите. Излевањето на одводниот канал минатата недела придонесе за поплавување на неколку стотини хектари засијани со орис на територијата на општина Чешиново Облешево, поради што земјоделците побараа помоши од надлежните во Министерството за земјоделство. При тоа беше дадено ветување дека ќе се обезбеди механизација за чистење на каналот, како и за санирање на оштетените полски патишта, за да им се обезбеди пристап на тракторите и комбајните до нивите што чекаат за жетва. Објавен е новиот оглас за проекти што би се финансирале со средства од европските фондови преку програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Тоа беше повод заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов да ги посети општините Кочани и Виница, за да ги представи можностите што им се нудат на заинтересираните институции и граѓански здруженија за реализација на нивните проекти. Општините од источниот регион повторно ќе бидат вклучени во програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија, преку која се финансираат проекти од заеднички интерес за двете земји. Веќе тече рокот во кој можат да се поднесуваат апликации за финансирање, за кои се користат средства од европските фондови. Можностите што се нудат со програмата беше главна тема и на која се разговараше на средбите што заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов ги имаше со градоначалниците на Кочани и Виница. На средбата во локалната самоуправа на Кочани, градоначалникот Радко Димитровски ги представил проектите кои што општината ги аплицирала до Бирото за рамномерен регионален развој преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија. При тоа тој побарал поддршка од Министерството за локална самоуправа за прифаќање и реализација на 8 проекти за актуелниот повик за финансирање што ги подготвува општина Кочани. Исто така на средбата во општината се разговарало и за односите помеѓу единиците на локална самоуправа и ресорното министерство. Слична средба се одржа и во општина Виница, на која се разговараше за можните проекти што би произлегле од оваа локална самоуправа. Со заменикот поразговаравме за можностите општина Виница да учествува со повеќе проекти на овој отворен повик. Тоа ни посочи, ни даде насоки на кои проекти можеме да учествуваме и кои имаат поголеми шанси да бидат одобрени. Исто така, втората причина е да поразговараме за можностите што ги нуди Министерството за локална самоуправа за аплицирање на проекти директно кај нив и преку Бирото за рамномерен регионален развој. Овде имаме реализирано неколку проекти, и она што тие го предвидуваат како можности за аплицирање за следната година. Заменик министерот Пренџов при посетата на Виница рече дека на новиот повик за финансирање на проекти преку програмата за прекугранична соработка можат да се пријават сите заинтересирани невладини непрофитни организации, самите единици на локална самоуправа, Центарот за развој на регионот,
како и сите основни и средни училишта и општинските институции. Јас би сакал да искористам оваа прилика уште еднаш да ги повикам сите непрофитни организации од овој дел на Република Македонија да аплицираат во што е можно поголем број на проекти за прекогранична соработка со Република Бугарија, затоа што изминатиот програмски период имавме искористеност од некаде околу 94% од средствата кои што се во форма на грантови, тоа се неповни средства од Европската Унија. Повикот трае до 25 јануари 2016 година, а до тогаш Европската комисија во Скопје ќе објави повик, односно оглас за оценувачи кои што ќе ги еволуираат проектите по својот квалитет. Вкупниот износ што Европската Унија го издвојува од своите фондови за прекогранична соработка меѓу Македонија и Бугарија, рече Пренџов, изнесува околу 20 милиони евра. А ова е прв од трите повици за финансирање што ќе се реализираат во наредниот период, при што неговата вредност е 7 милиони и 250 илјади евра. Проектите со кои можат да конкурираат заинтересираните субјекти на повикот треба да бидат од трите предвидени области, односно подобрување на бизнис климата и развојот на мали и средни предпријатија, потоа културното наследство и туризмот, како и климатските промени и заштитата на животната средина. Заврши реконструкцијата на дело од јавното осветлување во општина Чешиново Облешево, за што се потрошени околу 13.000 евра. Постојните класични се заменети со штедливи LED светилки, со што освен заштедата на електрична енергија се обезбедува и поголема еколошка заштита на животната средина. Поставувањето на штедливите LED светилки со моќност од 75 вати веќе е реализирано во општина Чешиново Облешево. Со тоа локалната самоуправа очекува да ги преполови месечните трошоци за електрична енергија за уличното осветлување. Се работи за проект во кој се вложени близу 800.000 денари, а финансиската помош ја обезбеди швајцарската амбасада. Освен за штедата на електрична енергија, новото осветлување треба да има и еколошки ефект, со тоа што ќе придонесе за намалување на емисијата на стакленички гасови, односно на јаглерод диоксид во воздухот. Замената на светилките се реализираше на главните сообраќајници, каде фреквенцијата на возила и граѓани е најголема, а опфатени беа 3 населени места во општината. Тоа се на потезите во населено место Облешево, во населено место село Чешиново, во населено место Уларци. Веќе ќе бидат офатени околу 80 светилки, што ќе бидат сменети со нови светилки, диодни светилки, кои ќе бидат поздрави за самата околина, кои ќе бидат штедливи со енергија и се надевам дека понатаму ќе продолжиме со оваа акција и во другите населени места. Се гледа веќе бенефитот од ова нешто, значи поосветлено, плюс намалувањето на електричната енергија е намалено со многу повеќе проценти, а останатите светилки што ни остануваат, што ги менеме, значи ќе ги употребиме во други населени места каде што ни фалат. Дел од новите LED светилки се поставени на делницата од магистралниот пат А3, што поминува низ Облешево во должина од 1 километар. Другите светилки се монтирани на влезната сообраќајница во Чешиново, како и на улиците Здравко Нацев и Блаже Ефремов во селото Уларци, во близина на основното училиште. Реконструкцијата на јавното осветлување во општина Чешиново Облешево беше возможено преку програмата за зачувување на природата, што се реализира со подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Координатор на програмата е домашната компанија Фармахем во партнерство на организацијата Helvetas Swiss Intercooperation. Управата за јавни приходи ги потсетува граѓаните дека своите даночни обврски во иднина можат да ги плаќаат по електронски пат, односно преку интернет со користење на безготовински картички. Со тоа се обезбедува навремено плаќање на даноците и избегнување на гужвите пред шалтерите на управата. Плаќањето даноци преку интернет со користење на Visa, Maestro и Mastercard безготовинска картичка е новината што од неодамна управата за јавни приходи им ја нуди на граѓаните. Единствено што тие треба да направат е да се регистрираат и да креираат сопствен кориснички профил на електронскиот сервис плаќање даноци. Регистрацијата е бесплатна, односно не е потребен дигитален сертификат, а корисничкиот профил се креира на интернет порталот на УЈП, односно на адресата https://etax.ujp.gov.mk. Електронското плаќање е овозможено за долговите за персонален данок, данок на додадена вредност и за радиодифузна такса. За да се искористи новата можност, корисникот треба да поседува кредитна или дебитна картичка за плаќање издадена од некоја од домашните банки.
Електронското плаќање овозможува заштеда на време и избегнување на каматите за задоцнето плаќање. Исто така, со услугата за електронско плаќање на даноците, граѓаните можат да направат така наречен онлайн увид во евиденцијата, преглед на платени и неплатени даночни обврски за персонален данок. На овој начин, во секое време, тие ќе можат да ја проверат и последната состојба на евентуалните даночни долгови, вклучувајќи ги обврските за радиодифузна такса и за данок на додадена вредност. Новата услуга за интернет плаќање на даноците започна да се применува од почетокот на овој месец. Таа автоматски е овозможена и за над 23.000 даночни обврзници, физички лица, кои веќе се регистрирани корисници на електронските сервиси на Управата за јавни приходи со или без дигитален сертификат. Невладината организација Национален ромски центар продолжува со активности во општините во кои има поголема концентрација на ромско население. Во вторник во Кочани ќе гостува карванот на кој се организираат граѓански собири и се презентира правото за адекватно домување на ромите. Националниот ромски центар со седиште во Куманово во вторник со почеток од 18 часот во Кочани ќе одржи граѓанска средба на улицата Стамен Манов во ромското маало. Средбата е дел од карванот со назив "Домувањето е повеќе од 4 ѕида и кров", што се реализира во 9 градови во Македонија, во кои живеат поголем број граѓани од ромска етничка припадност. Настанот е дел од активностите на Националниот ромски центар во рамки на проектот "Адекватно домување за ромите", а во партнерство со уште 6 невладени организации, меѓу кои е и невладината Авена од Кочани. Карванот се реализира во рамки на проектот на USAID за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество Македонија, а е поддржан и од програмата Европа за граѓаните на Европската комисија. Акцијата за застапување вклучува барање од граѓаните за промена на јавните политики за адекватно домување и урбанизација. Документарниот филм "Домувањето е повеќе од 4 ѕида и кров" ќе биде прикажан низ 9 ромски населби во Македонија, како дел од патувачкиот карван, чија цел е унапредување на правото на адекватно домување на ромите преку влијание врз политиките на локално и национално ниво. Со спроведување на кампањата за урбанизација и акцијата за застапување за правилни и законити решенија, се очекува во постапките за легализација да се отворат специфични прашања што го засегаат домувањето, а истовремено да се зголеми свесноста на граѓаните за нивното учество во процесот на донесување одлуки. Нови повисоки цени на горивата од вторник ќе плаќаат возачите на моторни возила. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, сите течни горива ќе поскапат за половина денар. Според новиот ценовник, литар Евросупер 95 ќе чини 63 денари, а Евросупер 98 ќе се продава за 65 денари за литар. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 50,5 денари за литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 39 денари. Зголемување од 1,8 денари има и кај малопродажната цена на мазутот, па килограмот тој енергенс ќе се плаќа за 21,8 денари. Малопродажната цена на нафтените деривати во просек се зголемува за 20,06%. Регулаторната комисија за енергетика ја донела одлуката за поскапување на горивата врз основа на порастот на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели, како и според опаѓањето на курсот на денарот во однос на американскиот долар. И за крај на вестите, информацијата од спортот. Викендов во локалното дерби меѓу женските фудбалски екипи на Младост, Иднина С и Кочани беа постигнати дури 11 голови. Осогово загуби на домашен терен од Беласица, а пимпонгарите на Кочани се вратија од гостувањето во Битула со втор пораз едно по друго. Локалното фудбалско дерби во женска конкуренција во рамки на првата македонска лига донесе многу голови. Фудбалерките на Младост Иднина С не се прославија на средбата против своите противнички од Кочани и претрпеа катастрофален пораз од 10:1. Никој од малобројните присутни гледачи на фудбалскиот терен покрај Масалница во Оризари не очекуваше дека нивните миленички ќе бидат декласирани со толков резултат, особено што тие први поведоа уште во 5-тата минута од надпреварот. Сепак, гостинките од Кочани брзо се созедоа од неочекуваниот примен гол
и 15 на минути подоцна го изедначија резултатот. До крајот на првото полувреме постигнаа уште 4 гола, со што навестија дека средбата ќе заврши со многу погодоци. Тоа беше потврдено и во продолжението од играта, кога Салихи и Спировска ги реализираа сите шанси што им се укажаа пред голот на Оризарки и ја наполнија мрежата на Ѓурова. Во третата фудбалска лига Исток се одигра 8-то коло, во кое Осогово го доживеа третиот пораз. На домашен терен се сретна со Струмичка Беласица и наместо поволен резултат, во текот на надпреварот голманот Лазаров два пати ја вадеше топката од својата мрежа. Гостите се покажаа како сериозен противник и претендент за првото место на табелата, а најавата за победата ја имаа уште во првото полувреме, кое заврши со водство од 1:0. Во 70-та минута струмичани постигнаа уште еден погодок преку напаѓачот Атанасовски, со што им ја запечатија судбината на осоговци. Тие пак успеаа да го ублажат поразот во последните секунди од средбата, со голот што од пенал го постигна Аксентиев. Пимпонгарите на Кочани не го реализираа ветувањето за победа во Битола. На средбата во третото коло на првата македонска пимпонгарска лига се вратија поразени од Мултитекс со резултат 5:4. Иако минимален, поразот од битолчани ги смести во долниот дел на табелата, односно само поради подобриот поен разлика се нешто повисоко од предпоследното место. Наредниот викенд сите екипи од првата лига ќе паузираат, а четвртото коло се игра на 1 ноември. Тогаш нашите пимпонгари играат против екипата на Пошта 2 од Скопје и ќе имаат можност за подобрување на бодовното салдо, со оглед што и противникот се бори за пласман во горниот дел од табелата. Тоа беа содржините во овие вести. Дел од нив ќе можете да видите и на нашиот интернет портал kanal8.mk. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.